Вие ги следите вестите на програмата на Канал ВИС. Маската Феникс е прогласена за најуспешна и најдобра маска на Струмичкиот карневал во најмасовната категорија. Во студиото на Канал ВИС или во вестите на Канал ВИС Илија Николов, еден од креаторите на оваа маска, или од Сдруженијето Мулен Руш. Илија, честитки за добиената награда. Беше ли очекувана на самиот старт? Благодарам на честитките. Наградата на стартот веќе беше очекувана, но меѓутоа неколку дена порано беше некако во размислување да се постигне што може повеќе. Веќе кога на стартот дојдовме, јас веќе ја очекував наградата. Така, Феникс е насловот на маската кој што ги освои симпатиите не само на жирито, туку и на присутната публика. Чија беше идејата? Колку време работевте? Впрочем, тешко ли беше да се работи на таа маска? Идејата беше на членови од групата и тоа некако идејата стои уште од лани. Идејата беше на две членки од групата, да ги споменам дека за реализација на оваа маска минатата година не можевме да постигнеме и затоа се одлучивме да биде оваа година. Маската се работеше во малку проширен состав, затоа што оваа година влеговме во една категорија поголема, значи во најголемата категорија, со вклучување на повеќе помлади членови во групата. Тоа значи членови кои треба да го наследат, да ја наследат нашата работа, значи работата на Мулен Руш, и со ова што тие оваа година го направија со наша помош секако и наше водство, јас сум многу задоволен затоа што мислам дека иднината на Струмичкиот карневал веќе ја имаме. Колку членови беше маската Феникс? Феникс беше 53 члена. Така. И тоа комплетен состав, затоа што имаше различни улоги во кореографијата, која излезе многу успешна и без разлика на временските неприлики. Плашејќи се на почетокот дали ќе се одржи карневалот со овој дождот што малку незгоден беше. Меѓутоа ние сме навикнати дали дожд, дали снег, дали ветер, секако нешто. Така. Пред да влеземе во вестите, рече дека мене 3 вечери глава ме болеше од тоа како ќе биде целата маска. Колку време работевте и впрочем тешко ли беше да се изработи секој детал, со оглед дека не само костимите, туку имавте и моторизирано возило? Секако дека идејата за да се реализира во една маска комплет, тоа што знаеме, ние имаме големо искуство на Струмичкиот, не само на Струмичкиот карневал, во изработка на маски. Знаеме дека за нешто да излезе треба да има комплет се. Од бои, од светла, од костими, од изведба на точката, некои помошни работи и детали кои на крајот секако се последната главоболка. Значи, маската се работише некаде околу 1,5 до 2 месеци, малку полабаво, меѓутоа последните 15 дена беше стварно, да не кажам, турбо. Од што ве болеше главата овие последни 3 дена пред да излезете? Па ме болеше од тоа нешто да не запоставиме, не тоа фали, да не биде лито, не остави еден впечаток кај нас зборот лито, да не е тоа лито, значи ставиме светло, да не е тоа лито, ставиме некои лед диоди, да не е ова лито, ставиме светло други или... Мислам дека имавте и оган на возилото, така. Нескромно прашање од моја страна. Колку потрошивте на оваа маска? Мислите финансиски? Да. Тоа не се кажува. Мислам, за да се направи една добра маска, ова е голема категорија со 53 члена, да не кажам испод 120-30 илјади, нема шанси. Не вклучувајќи ја нашата работа, помошта од само за материјали некаде околу 2000 евра. Да. А трудот? Секако. Трудот никој не го рачуна. Тоа не оди во сметките. Николов, која е сатисфакцијата? Вложивте во материјали само 2000 евра, а награда добивте од 1000 евра. Па тоа никој пат не се мери, не знам, некој ако прави маска за награда, мислам скрос е грешка. А мислите за парите? Да, за парите. Значи, ако тие што се стварни карневалџи во Струмица, сигурно не се прават за парите. Тоа е една, да не кажам, болест, неизлечива и не знам што би не тргнало од карневалот во Струмица и не само во Струмица. Тоа е една појава која еднаш поминувајќи ја патеката, тешко после се откажете од
патеката на која би било наш успех е кога публиката по трасата е воодушевена. За нас критериум е кога прво ние маската си е донесеме до тој степен да биде за нас добра. Затоа што имаме многу маски направени добри и за нас е добра ако е по нашите критериуми, високи постигнати критериуми, за нас е добра. Значи ако е за нас добра, мора да биде за публиката. Што ве натера оваа година до лани или претходните години бевте во оние помали категории на маски, годинава се одлучивте за најмасовната. Зошто? Па така едно. Дали да го избегнете ривалството со Звезден град или? Не. Веќе има ривалство, сега да се знае. Ривалство секако има. Па да прво најосновното беше да се вклучиме со поголема масовност со вклучувајќи на помлади сили. Тоа значи дека вклучувајќи ги тие помлади сили, тоа е моето размислување, ќе овозможиме да се створи иднина на Струмичкиот карнавал. Затоа што од тие луѓе што доаѓаат, тие не се прв пат на карнавал, беа и лани со нас и полани, некои од нив, сега вклучувајќи во поголем број, ќе се види кој е за карнавалот, кој не е. Тој што го сака карнавалот ќе остане да се дружи и да биде карнавалџија, другиот не мора да биде. Тоа не е ништо на сила. Или само за крај, Струмичани ја видео маската Феникс. Каде се можеме да ја видат Феникс ова година 2016-та? Мислиш ли дека таа маска заслужува и поголеми карнавали? Јас мислам дека заслужува, одма ќе ви кажам едно од старт. Со завршување од плоштадот не бевме ни излезени, представникот од Белград, Маслачек, дојде кај мене и побара на било кој начин да ја однесеме маската комплет со возилото за Белград. Значи целосна маска. Целосна комплет со веќе од Србија, од други места? Мислам тоа е неговата идеја, да за реализација на тој случај е малку потешко по граници тие работи. Меѓутоа без возило маската може да се очекува на повеќе места да се појави, затоа што сме голема група и се зависи од поканите и очекувам доста покани со оваа маска, затоа што ова ми е посебно драга маска и не можам да кажам да е одделен од поранешните маски, затоа што за нас се сите добри, ама ето некако меѓу двете три маски посебно драги за